Поштувани представници на медиумите. Цитирам: не очекуваме и не бараме 100 дена грейс период за новата влада. Едноставно, нема време за запознавање и анализи. Влегуваме во жарот на проблемите и предизвиците. Ова е изјавата на Димитар Ковачевски, дадена пред точно 101 ден, или да бидам попрецизен, кога беше избрана старо-новата влада со него како администратор. Тој не побара грейс период, но јавноста, опозицијата, медиумите, критичарите го дадоа тој комодитет за да може да се размавне и да прикаже резултати. Но ако се прашувам лично, ова влада нема легитимитет, ниту пак има нови 100 дена. Затоа што таа најавтентично ги продолжи сите неуспеси и на сите погрешни политики на владата, која речиси 5 години ја уништува Македонија, ги продолжи. Процес во кој Македонија ја има се помалку, а животот е се потежок. Во економијата, земјоделието, образованието, здравството, енергетиката, надворешната политика. Никогаш повеќе немало зидови на поделба, на наши и ваши, на припадници на една заедница, наспроти припадници на друга заедница, како во овие 100 дена. Повторно се разговара за проценти, се пребројуваме, се збори за бадинтер, за балансер. Имаме борба на тоа чив триумф на суети е поголем во време кога Македонија и народот на Македонија, за жал, ги има се помалку. Ако овие 5 години Македонија се уништуваше чекор по чекор, овие 100 дена имаме целосно разградување и разграбување на тоа што преостана. Како на забрзана филмска лента, поскапа струја, парно, превисоки цени во маркетите, инфлација, милионски задолжувања, енергетска криза, здравствена криза, криза во образованието. И не велам дека причините се создадоа само во овие 100 дена, туку тлеа, се натрупуваа нерешените проблеми цели 5 години. Прв пат во историјата имаме министри кои народот не ги познава. Таквата незаинтересираност и непознавање не е вина поради народот, туку поради невпечатливата, неавтентичноста и непрепознатливоста на првите луѓе во ресорите. Од тука, отворено сакам да го поставам прашањето, знае ли некој како се вика вице-премиерот за водење на политики за добро владење во оваа влада? Има таков ресор, ама јас сум сигурен дека името новој министар, вице-премиер, ретко кој го знае. Го видел ли некој? Или слушнал? Или како се вика пак? Знае, министерот за животна средина и просторно планирање. Направиле ли некој настан? Промовирале ли некоја политика за граѓаните, министерката за труд и социјална политика или оној министер на ДУИ за образование и наука, кој патем да не беше протестот и заканите со кривичен прогон на просветниот кадар кој протестира, немаше да знаеме воопшто дека постои. Ако Заев ја доведе Македонија до дното, Ковачевски покажува дека можел тој да оди и подлабоко. Јавноста не ги знае имињата на министрите, ама овие 100 дена ги продолжија старите навики на тендери во 4 очи, криминал, корупција, неспособност. Овие 100 дена се показател дека народот живее крпен живот. 100 дена на растечка сиромаштија, галопирачка инфлација. 100 дена на покачени сметки на давачки, на раскрчмување на идентитетот и трговија зад затворени и отворени врати. 100 дена живот во национална катастрофа. И еве зошто со оваа влада овие 100 дена имаме живот, ќе повторам, во национална катастрофа. Ова влада најави ново задолжување од цели 900 милиони евра. Повторувам, 900 милиони евра.
и обнова на односите со Меѓународниот монетарен фонд, нешто што беше напуштено пред, речиси, 15 години. Со овој заем, Македонија влегува во должничко робство. Повторувам, должничко робство, кое ќе ги опфати и се уште неродените чеда на Македонија. И овие пари нема да се користат за нови автопати, нови училишта, нови градинки или болници. Не. Ова се пари кои што ќе ги потроши оваа влада за да ги покрие дупките во буџетот, кои што немилосредно го краде и го раскрчмува. Овие пари нема да завршат за нови повисоки плати, пензии. Туку ќе повторам, за тековни трошења, за повеќе луксус на министрите, за повеќе тендери во 4 очи, за нови пари во приватни джебови. И најголемиот проблем за секој еден човек се токму скапите цени на производите наспроти ниските плати. Додека владата пак не превзема ништо. Бензините за 2 години се зголемени за повеќе од 80%. Килограм шекер има поисока цена за 36%, килограм брашно 83% поисока цена. Литар масло за јадење 107% поисока цена. Литар млеко 47% поисока цена. Струјата поскапе за повеќе од 30% за 2 години, а поскапе и парното. Државата влезе во силна енергетска криза. 100 дена на протести, бунтови, на солзени очи на земјоделци. 100 дена во кои матичните лекари протестираа за поголеми права. Период во кој е незадоволна и државната администрација. Време кога и припадниците на МВР протестираа за поголеми права, исто како и вработените во управата за матични книги. Трудот на земјоделците пак остана неисплатен. Се увезе пченица од Србија. Иако владата лажеше дека имаме стабилни стокови резерви и помош не ни требало. Оризопроизводителите протестираа и за тоа беа приведувани во Кочанската полиција, додека ѓубривото поскапе за повеќе од 100%. И сакам кратко за штрајкот на вработените во просветата. Навистина ми е жал што владата овие 100 дена не ги поддржа законите кои ги предложи ВМРО ДПМН во парламентот за повисоки пензии, повисоки плати на администрацијата и просветниот кадар. Сакам да искажам недвосмислена и апсолутна поддршка на просветните работници и нека биде јасно, ќе го поддржиме секое решение кое ќе биде во насока на поголеми права, повеќе плата за овие луѓе, за подобар и подостоинствен нивен живот. Навистина ги гледам како глупави и неважни обвинувањата дека политички бил мотивиран штрајкот, затоа што борбата за стандардот на оние кои создаваат иднина не е само наше право, туку и обврска. Сведоци сме изминативе денови дека јуришникот на ДУИ, министерот во Министерството за образование и наука, и силно мотивираните режимски директори во делот училиштата низ Македонија и во Скопје се заканува и се обидува на тој начин да ги заплаши вработените просветни работници, но и учениците. Мојата порака до него, но и до режимските директори, дека ова ќе заврши, ќе има одговорност. А мојата порака до професорите и до наставниот кадар, никој не смее да ве плаши, се додека се борите честно и достоинствено за вашите права. Аеродром не е на ДУИ на СДСМ. Во аеродром градоначалник е од ВМРО ДПМН. Тоа е слободна територија. Тетово не е ДУИ и СДСМ. Таму е градоначалник од Беса и тоа е слободна територија. Газибаба, Ѓорче, Кочани, Велес, Гевгелија, Виница и останатите 50 општини во Македонија не се градоначалници на ДУИ и СДСМ. Тоа се слободни територии, таму нема хибриден режим. Таму се градоначалници на ВМРО ДПМН. И се додека се борите за вашите права, ние, како ВМРО ДПМН, ќе застанеме позади вас. Нас ни требаат мотивирани луѓе, кои што ќе ги образуваат нашите деца, за да можат да градат Македонија онака како што таа Македонија заслужува да биде.
И додека се тоа се случуваше, владата што направи? Владата купи за Ковачевски нов прибор за јадење. 88 евра за позлатена чинија, 10 евра за позлатен нож. И така неколку стотици парчиња. Додека се замајува владата за нови 900 милиони евра заем, а народот гладува, Агенцијата за храна и ветерина објавува тендер за изградба на нова зграда од ни повеќе ни помалку 8,3 милиони евра. Повеќе од 2,5 милиони евра во ек на пандемија и економска криза потрошени за луксузни возила. Нов мебел за институции од владата од вредност од 300.000 евра. И ова не го кажувам како израз на ниски страсти, туку со чувство на страшна мачнина, за отсуство и одлепеност на владата од реалноста. Живот во национална катастрофа во кој Македонија има се помалку. Живот на рати. Неприфатливо е дозволувањето на оваа влада да се мешаат соседните држави во нашите внатрешни работи. Па сега, откако ќе ги исполниме критериумите за Европската Унија, да мора да ги исполниме и критериумите на Петков, кои се за негова домашна употреба. Петков штити своји државни интереси. Проблем е што недостасува заштита на македонските интереси. За овие интереси не стои нашата држава и нејзините институции. И ако условот е да се исполнат сите бугарски барања, кои ќе значат исполнување на нивната бугарска декларација, на наша штета, тоа е нешто со кое ВМРО ДПМН никогаш нема да се согласи, ниту пак да се помири. И ако има отварање на уставот, чин со кој е предвидено дел од бугарскиот народ да биде вклучен во преамбулата на истиот, ВМРО ДПМН нема да го подржи, повторувам, нема да го подржи без претходни писмени гаранции за нашата историја, за нашиот македонски јазик без вештачки фусноти, за нашата посебност и културна различност. Повторувам, да се знае сега, нема тоа да го подржиме и нема тоа да помине. Јас сум апсолутно свесен дека Ковачевски е подготвен да потпише се, само чека да види дали Петков тоа ќе може да го помине во Бугарија. И тоа најверојатно во овој пластелин наш вештачки парламент ќе помине, но за промени во уставот им треба 2/3. Тоа ВМРО ДПМН нема да го дозволи. Слушам насекаде за чувствата на бугарите. Слушаме за приказните на Петков, за добрососедство, чии дела не ги гледаме. Слушам и за канонадата на асимилаторски изјави за кои никој во државата не реагира. За лекциите, за исполнети критериуми, исполнети прашалници. А го поставил некој прашањето за чувствата на македонците во Македонија. Но овој народ, кој скаменето чека за иднина која ја нема и бара достоинство кое му го продаваат, и за Европа која никако да дојде. Овие работи, иако болат, мора да се знаат. Исто како што треба да се знае дека за секој чекор на ВМРО ДПМН потребно е национално единство и обединување. Бараме и испраќам порака до народот на Македонија. Порака за обединување и висока свесност за состојбите, зашто секоја грешка од сега па натаму, верувајте ми, ќе биде скапо платена. Овие 100 дена на живот во национална катастрофа и живот исполнет со криминал и скандали. Видовме како генералниот секретар оди по стапките на претходниот генерален секретар, и тоа со договор во 4 очи за нова милионска сделка, додека вработените во македонски пошти штрекуваат за плата. Видовме и како МВР дава половина милион евра на транспортна фирма што набавуваше, ке е подсетам, 2 машини за перење, секоја над 25.000 евра во Ѓорче Петров, во општината тука Скопска Ѓорче Петров. Непостоечка фирма направи милионски профит од лифтови. Министерството за внатрешни работи ангажирало фирма за набавка на компјутери, чија керка фирма е на црната листа на Соединетите Американски држави, а цел ден пол на устата им е со нашиот стратешки партнер
и со некакви си европски вредности. Исчезна канабис од фабрика за марихуана и нема одговорен за тоа. Како и цел арсенал на оружје кој исчезна од дебото на Министерството за внатрешни работи. Младиот живот на хрватскиот кошаркар згасна додека убиецот побегна под чудни околности. А благодарение на притисокот на јавноста, потоа институциите мораа да делуваат. Го слушам и она одсутно фалење на Ковачевски дека овие 100 дена, замислете, имало напредок, бидејќи само 4, замислете, со што се фали, само 4 животи згаснале во сообраќајки. Замислете со што се фали. И ова е само мал дел од низата на скандали, а да не заборавам за оние 5 годишни скандали, рекети, туцење на пари, неисполнета правда и криминал, кои 5 години вклучително и ова не пишуваат како заробена држава со неголема корупција во Европа. Само ќе ја подсетам на бројчаникот. Дали некој се сеќава што се случи со бројчаникот, дали бројчаникот некој го запали, дали некој успеа да види некаква сума таму. Сума има, ама во џебот на едно семејство од Југоисточна Македонија. Драги пријатели, ова е најболната дијагноза на нашето општество. И ова е живот во национална катастрофа. Сето ова што досега го зборев е нашето искуство од присуството на терен во рамките на акцијата "Промените се случуваат секогаш со народот". Има многумина кои прашуваат: а што правите вие како опозиција? ВМРО-ДПМН овие 5 години е на самиот браник на државата, со сите бури, ветришта и удари со кои се соочивме. И не, оние кои веруваат, туку оние кои ја подхрануваат ова идеја, што правите вие, се истите оние апологети кои имаат за задача да шират теза дека сите се исти, кога ние сме потполно различни, и да не помешаат со истото она затруено диво месо од власта, за да ги намалат предавствата и вината на власта за сето ова што се случува. Тоа се истите оние апологети кои што имаат за цел да одлучува речица за еднината на Македонија. Тоа се истите оние кои што допринесуваат да има повеќе тендери во 4 очи. Тоа се истите оние кои го делат македонското ткиво. И тоа се истите оние апологети кои што имаат за цел да го поделат народот на Македонија без разлика на нивната етничка припадност. Затоа барам обединување, општествено обединување и поддршка околу политиките на ВМРО-ДПМН. Да можеме да ги поразиме на следните предвремени парламентарни избори, за да може грешките од изминатите 5 години да ги исправиме и да може Македонија да се развива како пристојна современа европска држава, каде што нема мафијашки банди да царуваат на улиците и да ни ја трујат младината со наркотични средства, каде што нема канабис да исчезнува, каде што нема да има тендери во 4 очи, каде што децата ќе ни се вратат, каде што ќе има странски инвестиции како некогаш да бидеме рекордери во регионот, а не на дното, каде што капиталните инвестиции ќе бидат во стотици милиони евра. Тоа е Македонија која што ние нудиме и бараме поддршка, општествено обединување околу овие политики. Барам да бидете сите вие високо свесни, целосно да ги разберете околностите во кои се наоѓа Македонија и важносно за тоа дека сега во овие моменти сите ние немаме право на грешка, бидејќи грешната проценка, раситнувањето на обединетата сила на народот прескапо ќе чини земјата, и дека кога е најтешко, ВМРО-ДПМН секогаш било со народот и со Македонија. Па дури потоа сме ги ставале партиските интереси во фокусот. ВМРО-ДПМН, драги пријатели, е државотворна партија и не го заборавајте моментот дека ВМРО-ДПМН постои за Македонија. Мојата цел е да се обедини народот. На едната страна ние обичните луѓе на нашата Македонија, а на другата осамени тие корумпираната елита од власта која мора да падне. Не е нормално премиерот да нема комуникација со лидерот на најголемата политичка партија. Не е здраво ниту за демократијата, ниту за заедничката иднина на сите граѓани, да не смогне храброст, да се соочи со мене, очи во очи, за најважните прашања. Па и да излаже дури и тоа дека првиот состанок негов откако ќе бил избран на начин на кој што беше избран, ќе бил со лидерот на опозицијата.
Затоа, драги пријатели, денес јавно и отворено предлагам до Ковачевски заедничка и јавна средба на која ќе разговараме и ќе договориме дата за одржување на предвремени парламентарни избори како природно решение за состојбите во Македонија. На тој состанок имам намера да предложам 4 тима составени од ВМРО-ДПМН, во кои што ќе бидат луѓе со искуство и луѓе кои што се покажале и докажале во минатото во 4 акутни области во кои што се детектирани клучните проблеми во моментот во нашата земја. 4 тима кои што ќе работат заедно со тимови од власта во меѓупериодот од сега до денот на одржување на предвремените парламентарни избори. Про боно, без никакви права и без никакви привилегии. Тука сме да помогнеме кога на Македонија е најтешко. И тоа, првиот тим во делот за економијата. Првиот тим во делот за економијата ќе го предводат двата подпредседатела на ВМРО-ДПМН, актуелниот пратеник и подпредседател господинот Владо Мисајловски и подпредседателката Гордана Кочовска. Во тимот ќе бидат како предлог професорот Трајко Славевски, членот на извршниот комитет Маја Војновиќ Кадиевска и поранешниот министер и вице-премиер во владата господин Зоран Стабевски. Вториот тим е за надворешна политика и преговорите поврзани со нашиот источен сосед. Ако има што уште да се преговара, бидејќи според информациите кои што доаѓаат до нас веќе Ковачевски се минува. Тука ги предлагам двајцата подпредседатели Александар Николовски и Тимчо Муцунски. Потоа председателот на Собраниската комисија за надворешни работи Антонио Милошовски, амбасадорот Маријан Ѓорчев и професорката Гордана Силјановска-Давкова. Третиот тим во делот на здравството, каде што мислам дека е потребна огромна поддршка во овој меѓупериод, за да им се помогне пред се на граѓаните, да имаме хумана мисија, да нема партизација, да нема поларизација. И тука тој тим ќе го предводи вореден професор доктор Игор Николов. Дел од тој тим ќе бидат и пратеникот доцент доктор Синиша Стојановски, потоа членот на извршниот комитет доцент доктор Ристе Симеонов, потоа доктор специјалист Игор Чеджиковски и примариус доктор Жаклина Шопова. Четвртиот тим ќе биде тим кој што ќе им помогне во делот на образованието. Него ќе го предводи професор доктор Весна Јаневска, а во тимот ќе бидат пратеничките Бети Стаменковска и Благица Ласовска. Исто така во тој тим ќе биде насловниот доцент Христина Серафимовска, како и членот на извршниот комитет на партијата магистар Марија Митева. Ова нема да биде шведска маса, на која премиерот може да бира што му се допаѓа, а да одбива тоа што не му се допаѓа. Туку пакет, се за подобра иднина на Македонија. Дефинираме дата, а во меѓупериодот овие луѓе се тука пробоно, без привилегии, да ја помогнат на владата, без партизација, без политизација, да можат да се решат акутните проблеми во општеството и да ги ослободиме граѓаните од тензијата во која што живеат. А потоа, на предвремените парламентарни избори, народот нека одлучи во каква држава сака да живее и каква иднина сака да има. И не барам да брза, нека размисли. Знам што ќе го советуваат. Веднаш треба да одбие. Нека не одбива, нека размисли, нека преспие, нека се советува со повеќе луѓе. И очекувам одговор во следниве 10 дена. Нека биде крајен рок 10. мај вторник. На таа средба да разговараме и за актуелните прашања поврзани со изборите, но и за се она останато кое што е важно и кое што граѓаните го очекуваат од нас. Македонија е земја на слободни индивидуи, не прегор на татковците кои се бореа за нашата кауза и наша световрска таа борба да донесе еднина. Затоа, доколку ја одбие и оваа понуда за средба, за излез од националната катастрофа која живее Македонија, ВМРО-ДПМН ќе заседава и потоа
следат сериозни и досега непрактикувани чекори. Доколку биде одбиена средбата, ќе се покаже дека државата има отсуство на било какво лидерство, а народот ќе мора да дојде по своето. Затоа што се тоа, како што имаше почеток, има и свој крај. Но и порака до меѓународните пријатели, дека алармот одамна веќе свети на црвено. Народот треба да биде спокоен. Доаѓаат подобри времења, доаѓаат промени. Да живее Македонија. Благодарам. Ако имате прашања, повелете и стојам на располагање. Да, сакам да ве прашам за што разговаравте вчера подетално, ако може да ни кажете, со еврокомесарот Вархеј, и дали му го кажавте ова дека пратениците на ВМРО-ДПМН нема да гласаат вметнување на бугарите во уставот без гаранции? Апсолутно да. Тоа што го зборувам сега го кажувам насекаде. Немам јас причина зашто да зборам едно позади врата, друго пред врата. Тоа го кажав и јавно, не само на таа средба и не само на оваа пресконференција. Ова е ставот мој на ВМРО-ДПМН уште пред некоја недела, кога јавно на еден национален медиум ги кажав условите под кои што можеме понатаму да продолжиме. Јас имам прашање на темата. 3 минути се држи редовно. Ако може, ако дозволувате. Дозволам, како не слуша. Предложивте ова што сега што го предлагате тимови кои што ќе го советуваат премиерот и ќе Не, работни групи се, што ќе не бидат го дел следеше правилно пресуд. Работни групи се кои што ќе работат со работни групи од власта. Пробоно без привилегии. Ма Да им помогнат. Зошто го предлагате тоа, бидејќи во демократија партиите одат на избори, народот гласа, се прават коалиции, потоа се прави влада, таа влада е 4 години, после пак избори. Што е ова, каков е ова предлог, упат у владата со некакви тимови? Ова го нема никаде. Ева, ако ми дозволите, ќе ви објаснам. Македонија е пред банкрот. Гледате дека се подготвува аранжман со Меѓународниот монетарен фонд од 900 милиони евра, затоа што никој не може да даде по поволни услови евроврзница. Затоа одат со Меѓународниот монетарен фонд, затоа што видоа дека нема кој да им даде под тие услови евроврзница, или ако им даде, тоа ќе биде под висока камата. Значи, тие не се решението, тие се проблемот во економијата. Во здравството да не зборуваме каква катастрофа имавме изминатиот период од почетокот на ковид пандемијата до денеска. Значи, тие не се решението, тие се проблемот. Образованието гледате денеска што се случува. Просветниот кадар веќе неколку недели штрајкува. Значи, тие не се решението, тие се проблемот. Ние сакаме да бидеме решението и како секогаш во минатото, како државотворна партија, ВМРО-ДПМН е подготвена да ја помогне нова влада, пластелин коалиција која што е направена на начин како што е направена. А граѓаните на последните локални избори на 2 пати, во првиот и во вториот круг, јасно кажа каква иднина сакаат да имаат во Македонија и која политичка опција ја поддржуваат. И се надам дека наскоро денеска, на предвремени парламентарни избори, тоа ќе го потврдиме со една убедлива победа и мнозинство во парламентот. Околу СОНК сакам да ве прашам. Да, повикувате да се покачат заплатите, владата понуди 12%, и вие мислите дека треба уште повеќе од тоа. Зошто тогаш кога вие бевте на власт 12 години не ги покачите платите, него парите одеа за споменици, за не знам, за крстови, за врби, за пропаганда, а не одеа за плати? Тоа е првото прашање. Второ прашање, дали еве сега сте актуелни овие протести ваши за 27 април? Дали како партија конечно ќе се извините за тој настан, бидејќи вие носите одговорноста за тој немил и несакан настан што не треба никош да се повтори, бевме на работна граѓанска војна. И трето прашање, го спомнавте бројчаникот на Заев. Рековте дека ништо не било конфискувано, но овие денови се конфискуваат 31 милион евра капитал на Сашо Мијалков и Груевски. Мериот, плацеви, станови, фирми, бензински пумпи. Дали како ги коментирате таа заплена на тој имот, дали вие кога се вратите на власт ќе ги вратите тој имот, ќе вратите назад на Груевски и на Мијалков? Фала ви на прашањето. Благодарам на прашањето. Што се однесува до вашето прво прашање, поврзано со СОНК и платите од тоа време. Предпоставувам тоа прашање треба да го поставите на луѓето кои што во тоа време ја воделе владата и министерството. И на крајот од денот, дали тоа било добро или лошо, ВМРО-ДПМН ја плати цената. ВМРО-ДПМН е веќе 5-та година во опозиција. Како резултат на сето тоа, Саше, денеска имаме влада која што дојде таму каде што е со ветувања. Така, и тие луѓе имаат очекувања кои што се темелат на тие ветувања. За жал, тие ветувања нема ништо.
Инаку јас не мислам дали треба да зборувам со проценти повеќе или помалку. Јас зборувам за поддршка кон образовниот кадар кој што треба да ги образува нашите деца, кои што утре треба да ја градат нашата иднина, кога јас и вие ќе бидеме во пензија, кога ќе имаме удобни пензионерски денови, се надевам, ако ги доживееме. Ете, тоа е мојата цел. Да може да имаме мотивиран наставен кадар и образовен, кој што понатаму ќе создаде луѓе кои што ќе градат Македонија. Дали тоа ќе биде процент X, 2 пати X, 5 пати X или 10 пати X, тие ќе се одлучат. Нема јас и вие да одлучуваме. Имаат тие своји барања до владата. Еве, дел од ова што го прочитав денеска на пресконференцијата, ако владата не ги потрошеше таму парите, ќе беа доволно за да бидат задоволени барањата од СОНК, односно синдикалната организација. Така што, апсолутно, во тој дел, мислам дека треба да сме јасни и затоа го кажав оној дел, нити режимските директори, нити ДУИ има право да им се заканува на луѓето и да врши тортура или пак да ги малтретира учениците. Никој го нема тоа право. Никој го нема. Ова е демократска држава и правото на штрајк е уставно загарантирано, како што ќе цитирам велеше тогашната членка на раководството на СДСМ, а потоа министерка за труд и социјала и за образование Мила Царовска во 2015 година. Второто прашање, поврзано со протестите за 27 април, ставот на партијата сме го кажале многу пати во минатото, немам намера да се повторувам уште неколку пати. Што се однесува до бројчаникот на Заев, јас не сум ги видел бројките, инаку ова што вие го споменувате е одлука на судот за замрзнување на имотот. Тоа е далеко од конфискација. Тоа предпоставувам тие два термина ги разликувате, што е замрзнат имот и што е конфискуван имот. Така што уште не е тој имот конфискуван, тој е замрзнат имот и служи како алатка за обезбедување кога ќе заврши судскиот процес во второстепена постапка, а некогаш и во трета степена. Таков еден процес, политички мотивиран, се води и против ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДПМН може би единствената партија во Европа со замрзнат имот поради процес кој што е вештачки наметнат од страна на поранешното раководство на СДСМ Зоран Заев и по директна спрега на корумпираните обвинители од специјалното јавно обвинителство и судиите кои што се под управување и раководење на фамилијата Заеви. И веќе четврта година ВМРО-ДПМН има замрзнат имот и веќе четврта година ВМРО-ДПМН е гостин тука, а доскоро имаше и замрзната сметка. Такво ВМРО со замрзнат имот, со блокирана сметка, го декласираше СДСМ од позиција на опозиција. Повелете. За мериот, појдете пред мериот, прашувајте таму, не ме прашувајте мене. Ако нема прашања, ви благодарам. Ви благодарам.